Почитувани гледачи на Отворена телевизија, добре дојдовте во уште едно издание на серијалот Утринско кафе со градоначалникот. Денес се наоѓаме во општина Прилеп, на гости кај градоначалникот Борче Овчевски. Добро утро. Добро утро. Прво да се Добре ве најдовме. Прво да се заблагодариме што не примивте во вашиот кабинет и што ни дозволивте да снимиме, како што кажавте за почеток, на едно делче од канцеларијата кое што многу ретко го користите, тоа е само втор пат. Да не ви одземаме многу од вашето време, најпрви ќе започнеме со тоа како општина Прилеп, како вие како градоначалник работите, размислувате и која е визијата за Прилеп конечно некако да го ставиме на туристичката мапа во Македонија, затоа што некако имаме чувство дека каскаме за другите општини, особено соседните кои што се полни со туристи. Искрен да бидам, Прилеп заслужува и моментално е на одлична позиција на туристичката мапа во Македонија. Веќе тргнам од пресни настани, каде што го организиравме и настана една убава манифестација Четрчаме, каде што беше Прилеп посетен со повеќе од 1500 учесници, кои што од различни места на Македонија дојдоа, учествуваа, оставија прекрасен белег и секоја година го правиме тој настан побогат и со паралелни културни настани изведувачи, но и онај предизвик на спортскиот дух, многу учесници најдоа место каде што можат да се докажат. Во исто време имавме ова лето и организирање на светски куп на воздухопловно моделарство, каде што со повеќе од 200 представници и од различни 16 светски земји учествуваа, зедоа активно учество и со тоа уште повеќе зацврстија општина Прилеп на мапата на вакви организации од светски карактер. Сега сакам да спомним една манифестација која што е, да речеме, околу 20 години актуелна, може би и бренд за Прилеп, тоа беше пивофестот кој што последниве години преименуван во Бир Викенд. Сето тоа започна некаде со пандемијата, почна да станува сложено за организација во такви услови, потоа се бараја нови форми и така натаму. Прашањето ми е дали точно тој момент кој што се уште на некаков начин трае, не треба да се искористи, да му се најде максимално урбана форма на тој фестивал, затоа што реално во пикот на тој фестивал, кога имаше најмногу гости, беше само една рурална дешавка. Дали треба, затоа што Прилеп е познат по урбани ликови. Прилеп ги дал во уметноста, на сцената едни од најголемите имиња. Дали може да го искористиме на таков начин овој период и да го осмислиме како урбана прича? Креативноста на организирањето на таква манифестација може да го збогати и да го привлечи интересот на не само на прилепчани, него и на другите градови во Македонија и пошироко на Балканот. Конкретно, такви манифестации во име на пивото, имавме чест и задоволство оваа година да имаме 3 настани во име на пивото, бидејќи познатата Прилепска пивара славеше 100 години од низиното постоење, се надоврза исто и роденденот и на Скопска пивара и плюс година на пивото дојде некако. Лето на пивото, односно година на пивото и конечно како трета редовна манифестација фестивал ние го нарекуваме на пивото и добрата скара, кој што Прилеп има навистина традиционална, позната кујна, конкретно за скарата, си го најдоа местото на ова, да ја наречеме, туристичка мапа. Посетители имавме навистина голем број. Единствено, вината, односно периодот на
корона кризата можеби го намали и интензитетот и посетеноста, се разбира почитувајќи ги сите принципи и закони како треба да се однесуваме во време на таква здравствена криза, но полека секоја година го збогатуваме и го надградуваме интересот со повеќе манифестации, различни групи, бендови, во знак на пивото, повторно ќе кажам, се вклучени и локални ресторани, кафетерии, кафичи, кои што и тоа како знаат да е подобрат и економската состојба во нашиот град. Сакам да ја заокружиме тука приказката за ова и да се свртиме малку на општинарски теми. Сега се ближи период на креирање предлози на буџетот на општината за следната година. Прашањето ми е, следат општинските форуми. Колку воопшто вие веќе влегувате во четвртата година од мандатот, година ни следат избори, колку според вас Прилепчани се заинтересирани за тоа како општина Прилеп го носи буџетот, колку присуствуваат граѓаните тие форуми на тие седмици? Доколку ми дозволите, само едно мало надополнување на претходното прашање околу таа тема. Не сакаме летото во Прилеп да го посветиме само на една манифестација. И самите знаеме дека сета програма околу летниот распусти, одмори, се посветени на нашите сограѓани. Значи, почнувајќи од културните настани во име на театарската представи на манифестацијата Војдан Чернодрински, кој што не смееме да го заобиколиме. Од меѓународен карактер, балкански карактер, каде што има покането голем број на театарски градови, кои што се традиционално присутни на нашите сцени, а тој Војдан Чернодрински како настане веќе 58 година поред, и тоа како завзема место на театарската мапа на Балканот. Македонскиот национален фестивал, тоа е гордост на Прилеп. Тоа е она кој што точно, каде што имаме огромен број на изведувачи, на ликови кои што имаат и животни заслуги во доменот на нивното културно творење. Исто така, нашата целолетна програма со од нула до култура исто остава амбиент на локални патриоти да бидиме, со локални изведувачи, локални бендови, локални групи. Сето тоа го збогатува тој дел од годината кој што остава впечаток да си го пофалиме и нашиот квалитет кој што го имаме во градот. Прочка исто така, една традиционална манифестација која години уназад оставила белег и само креативноста ни дозволува да се збогатува она кој што сакаат нашите сограѓани и да го видат, но и гостите, бидејќи и таа манифестација е од меѓународен карактер, ние сме членка на таа карневалска, да речем, асоциација, точно, и каде што имаме посетеност и од светски познати градови, каде што се најдуваат на карневалската мапа, едноставно во Европа и пошироко. Сега да се навратиме конкретно на прашањето, со што располага општината и дали тековно ги реализира... Се заинтересирани пред вашиот впечаток, вие учествувате на тие седмици, мислам дека сте задолжени. Како што рековте, форумите, кои што се еден од начините на комуникација меѓу сограѓаните, се разбира со нивните идеи, нивните намери да учествуваат и да креираат една шареноликост за потребите на општина Прилеп. Ние имаме и јавни расправи околу секој проект кој што го имаме во годишната програма и каде што црпиме средства, се разбира и од нашиот буџет, но и од буџетот на Република Македонија, кај што мора да се пофалиме дека конечно таа децентрализација ја почувствувавме и веќе владата учествува активно во помагање на реализација на голем дел од проектите кои што ги имаме, а се потребни за нашиот град.
Тоа се докаже и со јавната објава за аплицирање на наши проекти. Општина веќе одобрени се 3. Четвртиот кој што исто ни беше изготвен заради, да кажам, зимските месеци кои што не дозволуваат активно да се излези на терен, да се започне со реализација, веќе после јануари го имаме подготвен и многу нови проекти кои што за 2025 и тоа како со поголем буџет, односно со приближно 8 милиони евра, можеме да ја заокружиме тој дел од финансиска помош која што и од државата можеме да ја добијаме. Паралелно со реализација на наши проекти кои што ги имавме планирано и ги очекуваат моите сограѓани во мандатот на овие 4 години. Како сте задоволен од реализацијата на ветеното веќе во 3/4 од мандатот? Јас секогаш се трудам да бидам реален, искрен и секогаш го започнувам одговорот на ова прашање со тоа како е затекнав општината и навистина не е едноставно лесно да се направи добра финансиска анализа што ние сме должни да исплатиме од затекнатите долгови, кои што беа приближно 5 милиони евра. Успешно ги вративме тие, речиси ги вративме сите зостанати долгови, кои што за жал секој градоначалник не може да се пофали да ја начека општината со толкав минус. Тоа е можеби прашање кој што заслужува друга тема и во друго време, бидејќи тие анализи не захтеваат, односно не се потребни само за докажување на финансиската состојба, се разбира покрај обврските ние имаме и одговорности. Функцијата градоначалник, значи, мора да објасни како се трошат и буџетските пари, односно парите на крајџаните, и се трудам, верувајте, и во овој мој мандат да оставам што помалку, односно да не речем воопшто да не оставам долгови за наредниот мандат. Тоа е замислата и тоа е еден од начините на домајчинско трошење и распоредување на средствата од буџетот. Тоа ќе го следиме, во година се изборите. Се разбира, ви стојам на располагање во наредна тема. Пред изборите ќе разговараме пак и тогаш ќе разговараме за долгот на општина Прилеп. Каков е пред да замините? Дали го дај Боже да го нема. Дај Боже да се согласувам. Се разбира кога ние имаме годишна рамка на средства буџетски, така и се прилагодуваме со тие минимални средства. Минимални ги нарекувам бидејќи секоја општина после економска и енергетска криза го почувствува тој не само ризик, туку ограничување во реализација и трошење на средствата, така и општина Прилеп, пошто ме прашавте дали сум задоволен со динамиката на реализација на проекти, би рекол да. Навистина сме задоволни, граѓаните препознаваат нови начини не само на разубавување, него на функционално решавање на проблемите. Од инфраструктура, сообраќајници, еве се пофаливме и со конечно уште еден нов кружен тек, а имаме започеток уште 2 за реализација, кои што во најскоро време и теа. Табана е проект кој што веќе стартува сега со кружен тек, него имаме и кај димонаредникот, раскрсницата, раскрсницата и тука кај градска кафеа. Сега малку да вратиме на полесна, колку е полесна тема, да една ваша обврска што имате и поставена, мислам дека на веб страната имат прием на граѓани. Колку луѓето во Прилеп се заинтересирани да имаат средба со вас? Колку често примате луѓе со своите проблеми и што најчесто бараат на тие средби? За транспарентен пристап во објаснување, односно помагање на сограѓаните да дојдат до информации, но исто така и решавање на нивни актуелни проблеми, има секој четврток прием во приемното оделение, каде што раководителите на сектори се во
функција на барањата и очекувањата на сограѓаните. Значи, од 10 до 12 часот можат лично граѓаните да со своите лични проблеми и онаа документација која што ја собираат за да се обратат до институцијата општина со сите своји оделенија, значи можат да постават и прашања и да им се дадат насоки како да продолжат до реализирање на нивните барања, но воедно ни олеснува транспарентноста, ја покажуваме и на седниците на Совет, кои што на онлайн, односно се активно вклучени во живо, каде што во живо можат сограѓаните да ги следат темите за разговор, поточно точките на дискусија, правците во која насока општината се развива и ред други прашања, а доколку ме прашате мене контактот со моите сограѓани, одговорно тврдам дека секојдневно сум присутен, без разлика дали е дефиниран тој четврток како контакт и разговор со граѓаните, јас можам од најодговорно да тврдам дека секое појавување во јавност, излегување, пиење кафе во чаршија или кафич, доаѓаат, приемот е секогаш добронамерен, секогаш е отворен, пријателски. Така ме води, да речам, и до сегашната моја функција како доктор, значи односот не е само на ниво на пациент доктор, него е на мои сограѓани со функција градоначалник. Секогаш ги насочувам и им давам одговор, се разбира, до колку што имам сознанија за нивните прашања. Или во најмала рака закажуваме во најкраток можен рок контакт со раководителите на сектор и сите оние оделенија со кои што општината располага. Последна тема која што сакам да ја отвориме, тоа е превозот на учениците од руралните средини кои што учат во училиштето во Прилеп. Имаше проблем, не се обраќаја автобуси. Може да ми кажете до каде е таа ситуација, зошто се случи тоа и како понатаму да не се случува, затоа што повеќе од еден месец на собствен трошок деца кои што се 3, 4, 5 километри од излезот на градот да доаѓаат на училиште, мислам дека не смееме да си го дозволиме како општина. Се разбира, но морам да кажам дека будно и децидно ги следевме постапките на спроведување на тендер, односно оглас, каде што треба активно да учествуваат повеќе автопревозници или нивните фирми. Од тие 8 линии кои што ги обезбедуваме, односно сме обврзани да најдеме и да обезбедиме превоз за учениците, само 2 беа спорни, а спорноста се однесува конкретно навреме беше објавен тендер, се разбира во рамките на онај пред почетокот на школската сезона година, но поради некоректност на понудата на пријавениот автопревозник со некоректна сума која што ги надминуваше дупло можностите да бидат исплатени, тој тендер беше повторен и тоа одзеде околу 1 месец време. За тој месец беше започната школската година, но успеавме коректно со сума која што е во границите на очекувањата да го заокружиме и тој тендер и денеска навистина сите 8 линии се обезбедени и непречено веќе функционира градскиот не е тоа градски превоз, школски превоз кој што за учениците од руралните. Но тоа ни дава една обврска да размислиме за можност да не се доведиме до слична ситуација и затоа во разговор со раководителот, директорот на јавното предпријатие за ПУП, односно и за стопанисување, односно и со јавниот превоз. Со јавниот превоз, така. Тоа е по ИАП за ПУП, ИАП за ПУП, да обезбедиме и автобуси дополнителни, да не речеме, нескромно ќе кажам, за 4 нови автобуси, кои што нема да ја достигнат таа сума како нашите познати автобуси на метан, туку ќе бидат реално
изводливи и лесно исплатливи, за да може да не зависиме од некоректни вакви јавни објави, односно тендерирања, кои што може да ни го пролонгираат и времето и дополнителни трошоци. Значи, јавното предпријатие ПУП ќе може да обезбеди комплетен превоз во иднина и за сите ученици во нашата општина Прилеп. Нема да ве прашам дали сакате втор мандат, дали ќе одите на втор мандат, ќе ве прашам малку по-суптилно. Дали на Прилеп повеќе му треба Борче Јовчевски како доктор или како градоначалник? Прилеп ме има и како доктор, а моментално и како градоначалник. Што значи веќе влегувам во еден одговор од приватниот дел, односно приватната функција моја како доктор, специјалист ортопед травматолог, каде што секогаш заради Хипократовата заклетва излегувам во пресред кога можам и на потребите во доменот на здравствените барања и очекувања на моите сограѓани, за разлика од претходните години каде што да речем грубо бев одбиван да се понудам бесплатно да помогнам во мојата болница, која што е моја матична, како да речем, и обврска да допринесам за градот. Не најдоа складно ни време, ни договор да подпишеме, барем еден ден во неделата да можам да го докажам и моето звање, односно доктор ортопед. Овој мандат кој што моментално ја вршам функцијата градоначалник, не ме оддалечува од функцијата доктор. Секогаш разговараме и со новиот директор на Општата болница Прилеп и воено имам закажано и разговор со Министерството за здравство, каде што ќе можам и официјално да ми биде дозволено да ја продолжам функцијата доктор. Така да тоа сум го учел цел живот, тоа сум го работел долги години во мојот работен век и не ми е тешко да одвојам едно време и од секојдневниот ангажман како градоначалник на Прилеп. Градоначалник, ви благодарам за разговорот. Ви благодарам. Се надевам дека беше пријатен разговор. А со вас се гледаме во следно кафе со градоначалникот на некоја друга општина.